Новите инвестиции значат нови работни места, засилување на економската активност, големување на продуктивноста, што природно би резултирало и со повисоки плати во државата. Синдикатите ја поздравуваат зголемената економска активност и тоа што бројките покажаа дека во 2024 во Македонија имало рекордно ниво на странски инвестиции. Ваквиот тренд е добре дојден и се очекува да ја зголеми конкурентноста на пазарот на труд, а со тоа и потребата од работници што ќе наметне и раст на платите. Колку повеќе има странски инвестиции, колку повеќе има и домашни инвестиции, колку поголем економски раст имаме, толку повеќе ќе се отвараат нови работни места, а тоа значи дека ќе има и раздвижување на пазарот на трудот, а штом има раздвижување на пазарот на трудот, штом се бараат се повеќе работници, тогаш и природно платите се поголеми. Синдикалниот оптимизам дека се создаваат економски услови за повисоки плати во економијата е во период кога се води битка за минималецот. Законски минималецот во април треба да биде повисок за 1800 денари, со што платата би достигнала околу 24.300 денари. Сепак синдикатите бараат повеќе, зашто водат и преговори со работодавачите. Барањето на Сојузот на синдикати е 500 евра со идеја разликата во придонесите да ја плаќа државата. Ралповски е согласен дека треба да има повисоки плати, но товарот за ова да го понесат работодавачите. Да, ние сме за повисока минимална плата, но во овој случај бараме тоа да биде на терет на работодавачите. Со субвенции за платите никако не се сложуваме, затоа што во минатото имавме многу субвенции кои што се даваа на работодавачите, а видовте дека тоа беше злоупотребено. Ако кажуваме дека трговците се богатат на грбот на работниците, на граѓаните, тогаш редно е и дел од тој профит да го дадат и на работниците. Сепак, еден од клучните предуслови за реален раст на платите е продуктивноста. Токму тоа е еден од предизвиците кој ќе треба да се решава за да има и доволно квалификуван кадар за потребите на инвеститорите. Синдикатите велат дека е потребно засилено да се работи на процесот на преквалификација и подобрување на потенцијалите на македонскиот образовен систем. Сигурно треба преквалификација, затоа што нашето образование низ годините наназад е тотално девастирано. Ние имаме трудоинтензивни дејности во момент кога бараме работна сила. Јас би кажал дека тие работници од трудоинтензивните дејности би требало со текот на времето, во најскор временски период, да можат да се преквалификуваат и да работат на позиции каде што ќе бидат во високоплатените дејности. Какви се потенцијалите на македонската економија зборува фактот дека само лани во земјава се инвестирале рекордни 1 милиарда и 250 милиони евра. Дополнително и најавите дека годинава ќе биде уште подобра на овој план. Паралелно економијата треба да заживее со засилената динамика на реализација на крупните инфраструктурни проекти, но и бран од инвестиции што почна да се реализира во општините.